средношколците со текст, фотографија и едноминутно видео на тема Заедно за училишта без насилство можат да учествуваат во конкурсот за најдобар медиумски производ изрази се преку медиумите. Најдобрите ќе добијат 10 стипендии за студирање новинарство или односи со јавност, лаптоп камера или фотоапарат. Целта на проектот е да се подигне свеста кај средношколците, кои воедно преку изработеното ќе можат да ги искажат своите гледишта за надминување на насилството. Сметаме дека проектот ќе ги стимулира средношколците преку изработка на медиумски производи да ги искажат своите гледишта за надминување на насилството во и надвор од училиштата, со што самите активно ќе се вклучат во процесот на промена на однесувањето во насока на зголемување на толеранцијата, избегнувањето на насилството во решавање на конфликтните ситуации и создавањето на позитивна и сигурна училишна средина. Кралев го потенцираше значењето на партнерството со другите организации, медиумите и агенциите за маркетинг и комуникации, како и новиот партнер ЈСП, со што според него се создава широка платформа за поддршка на талентирани средношколци и за потикнување на општествената одговорност за искоренување на насилството во училиштата и надвор од нив. Конкурсот трае до 22 април, а резултатите ќе бидат објавени во првата половина на мај. Средношколците ќе имаат и можност да се информираат за проектот и во автобусите, на јавниот градски превоз, каде и најголемиот дел се возат. Проектот ќе го реализира Високата школа за новинарство и односи со јавноста во соработка со Министерството за образование и наука, Јавното собраќајно претпријатие Скопје и Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје.